По течението на реката Бабуна дојдовме овдека во велешкото село Лисиче. Наминавме во ова село да го видиме селото, да ги видиме селаните и да ја видиме нивната живеачка и во ова населено место. Мештаните од велешкото село Лисиче велат дека полето нивно нема што не раѓа. Тоа раѓа и ориз, и компири, и патлиџанче, и пиперче. Арно ама додаваат тоа сето што го произведуваат со маки и со пот, нема кај да го продават. Добар ден. Добар ден. Здраво домаќини. Еве, јас сум Зорана така. Кај Ја те познавам далеку, здраво живо. Домаќинката на така. Кај ве со тракторчево? на работа. Работа. Што работевте денеска? Денеска царевка садевне. Пченка. Ченка, вие викате Кибритна царевка. Ченка не е царевка. Так. Колку декари денеска насадај? Еден сам. Денеска малку. Малку, а? Декар и пол, уште 3 имаше, 4 вкупно да садим. Так. Ова да ми кажеш, како е живеачка во село, да речеме, во Лисиче? Во Лисиче, ако имаш апетит за работа, ќе си извади лебот. Не многу, али лебот ќе си оди. Так. Среда живот. живот, Среда си. живот. Колку декари земја имаш твоја? Ја да ти кажам право, имам 8 хектара преку мене, државата ми зеде 3 сега, 5 имам на мене. И тие 5 декари хектари ги работиш? Скоро ги работи. Што тоа вака? Оризи, царевки, жито, сите тие работи. Задоволни ли си од тоа што го работиш, што велиш? Па затоа преска реков. Ако работиш и понадуваш, ќе бидам скоро задоволен да речем. Може ли вака да направиш една рачуница колку годишно пари да рече вака се на се овој ќе собедиш? Пари нема многу пари. Пари Нема многу, многу пари. работа има многу, а пари За нема лебот многу. и цука некаде, а пари нема Пари многу. помалку. Отприлike вака да речеме, ако не годишно месечно да рече вака една 2000 евра. 2000 евра. Да. Така. А рече дека садиш ориз, така? Да. Колку декари ориз овој садиш? 8 декара ќе садам година. 8, а? Ти што поработуваш овој освен Јас што поработувам дома како домаќинка, сите работи ги работам. Како жена, перење, месење леп, јадење, садеви, миење, бапча, пипер садиме, се. И на нив им помагам. И така. може да ми кажеш колку ти беа пари да речеме вака месечно, треба брашно, треба сол, пипер, компири се сака. Мене месечно како домаќинка ми требат најмалку 15.000 да го помине месец. 15.000 да го помине месецот четворица. И тоа средно, не многу. Не многу раскошно, како што сакаме ние. Среден живот, Струја, трошкови, струја да сите платам, телефон да платам. Ами, И така. како стасуваш де в поле, де дома куќа? Поредко по. Морам, што да правам? Никој не ме тера, самата се тера, морам. Знам дека треба да се работи, ако не работам, леп нема. Кога си додовте од ВДС оде во твоја во селово, куќата што живееш денеска, беше постојаше или беше патата? Јас сум мажена од Иванковци, сум мажена овде во Лисиче, во Велес нема ми живеам. Така? И Овде кога си дојдов, 7 на 8 години, со момче во неговата куќа од мајка му, наследство од татко му, во стара куќа. Стара беше куќата, 8 години живееме во неја, после си направивме нова куќа. И старите уште стојат куќите. Две имаме стари стојат. Колку прилike вака овај та куќа цела вреди?
Таа старата? Новата. Новата многу вреди. Ја мислам дека вреди најмалку 50.000 евра. Цел живот се идеш вложувано во неа. Се што се работел се во неа. И уште има работа, уште не е доодратена, не е измалтарена од надвор. Колку брои членови твоето семејство? 4 члени. Двајца синови и ние двајца, се доматини, четворица. Вака сега. Пали го момчето тракторот. Домаќинот оврчи го со тебе заедно. Одете си дома, прај го ручекот. И да ве носиме на нокафе. Ќе дојдеме да сработиме. Ајде, бидете го здрави. Нема грешка. За работа. Се наоѓаме во твоево родно место, во селото Лисиче. Ти си еден од постарите жители во ова село, а донедавна и председател на местната заедница во ова село. Вака накратко да ни кажи за личнава карта на твоево родно место, на селото Лисиче, каде се наоѓа тоа, колку жители има, колку куќи има и како живеат селаните. Вака, ја потеклото ми од Лисиче, бев иселен у Велес, живеев 40 години, вработен бев во порцеланка, земав пензија. По изтензија на животот се вратив па назад во огништето. Така да рачунајќи дека овдека подобро ќе им биде и ми е добро, не викам да не е, пензионер сум. Ме избраа за председател на местна заедница у село Лисиче. Со друштвото рачунаме дека ќе направиме нешто и направиме некои работи, што можеме, што беме могуćност. Така да селово има околу, стално што живеат околу 65 куќи, а преку летото има викендаши околу 75 до 80. Над 200 жители има, инаку како гласачко тело околу 145 гласачи има. Лисиче се наоѓа скоро во средината на Македонија, што граничи со општина Чашка, Горноврановци, Голозинци, Мелница. Така да преку ридот тие се раковеци да не ги сумуеме. Па случај овдека исклучиво живеат селаните од земјоделие. Нешто од Дорис и повеќе од тутун, така да ретко има вработени, нема многу вработени. Па просечно по 3-4 хектара земјиште имаат сите, така да сега у последно време почна да се произведе и виноград, што викаме, лозија има, така да луѓето, Добар ден, домајчине! Ајде, Марија. Што правиш, арен си ми? Ајде. Така. Магдо. Среќен ден од дека. Дека, ајде ли е работа? Што правиш, иначе? Ќе ораш? Ајде, Марија. Што ораш денеска? За кромиче. За кромиче, а? Колку чесаш кромиче? 2 кила. 2 кила, а? Доста. Иначе од кој место си вака? Јас од Подлес, намо од озгора, ама. Од Подлес, а? Подлес. Знаеш каде е Подлес? Абе, не сумила, ама сум го чул да ти кажам право. Така. Иначе, 53 су дојден овде. како е животов? Добро е, како ќе го направиш. Така. Ако работиш, ќе имаш, ако не работиш, немаш. Што поработуваш ти вака инако? Ами вака си орам со кобилава. Што ораш вака? На некој ќе ме викне, тај, порано, понајме. По колку ми земаш вака за орање? Е, за воја 300, 4 ќе му земам за воја орање. Иначе ти што друго живееш вака? Ами со ќерка ми живеа. Што поработуваш вака, да речеме? Лозио, кројзи, работи цело лето со поддабов. Така, ова те прашам. Земја твоја имаш? Па ваа е наша. Колку земја имаш сета вака, да речеме? Ка 75 декари имам. И ја работи сета? Скоро. Сета, а? Ма па Што имаш посејано вака? пченица е ваа, наму горе, јачмен таму имаме 7 декари 8. Колку имаш рече 8 декари? 8 имаме пченица и 7 јачмен. Така. 15. Другата се стои така. Ѓубре и фрли ѓубре? Ваа нема врлено. Сега ќе ја врламе. Зошто не фрли? Ама многу па 6 пати ора на летоска. Така. Колку е на вреќе ѓубре вака? Па 80 банки. Е на вреќе ѓубре, а? Имаш зебено? Немам, зет ми ќе си зима таму. Колку да речеме вака за тие 8 декари ќе ти требаат 4-5 вреќи треба. на декар, да? Не, на сите 5 декари. На сите овие, значи 8 и 7, 15 декари. Так. Друго, што има во селово? Ништо, што ќе има. Се е така постаро, а? Колку мине се таму село се за сега?
Па, ка 500 жители. Так. Тутунче не садиш? Садиме тут, 3 декари. И? И тутунот си оплатија, човеците по 165 динара. Колку имаше кила ова година? Имаме година 470 кила. Задоволен си? Добро е. Ке садиш пак тутун сега? Па ќе садат децата. Колку пилике вака? 3 декари па ќе садат. 5 декари, а? 3,5. А пролетно ќе садиш нешто пролетно? По Царевка, ваму имаме ниво онде у Лакине. Колку декари планираш да садиш Царевка? Па ка 2 декара, кој ќе грле? Так. Ова за стока чуваш нешто? Имам 3 кози и кубила. Так. Колку беше жетвата летоска? 500. Од декара? Од декара. Колку пари ти зела за жнијење? Па рачуне, таму ка 8.000 динара. Так. А колку извадиш жито се нас вака? Најдоме жито до душа. Од прилика колку вака? Па најдоме ка 50 вреќи јачме најдоме, 60. И ше унапред на житото? Ами годиња си ранеме сега. Колку имаш? 3 години. 3 имаш, а? Добро, Срико. Ајде. Бркај се работава. Ќе дојме се лиопат кој ќе стасат кроби до важи договорено. Нема. Ајде, оди горај си. Ајде так, ајде, оди. Оди да виш лоѓеро како е дорано. Ајде, видим, ајде. Так. Дибори, ајде Марија. Ди. Ајде. Магдо. Диб. Ајде. На. Ајде Марија. На. Каква е комуникацијата на селово Лисиче со Чашка и со околните населени места? Па слушај, као порано не е добро е сега, предејќи имаме превоз, 2 пати дневно имаме автобус, сабали имаме околу 5,5-6 и поручек има околу 4, сабота недела имаме 3 превоза, сабали има и 2 поручек. Добро е комуникацијата, добро е. Соработката со општината е на ниво просечна. Деграцијата село град си го направи своето пред 40 години. Колку отприлike вака да речем, дали можеш да имаш еден податок да ни кажеш колку во изминативе неколку години се има вратено луѓето и колку има ново куќи изградено дека во село? Па последниве години 10 да набројам, имаме вратено од Велес и од Скопје околу 18 до 20 фамилии. Пензионери се вратија тука, те куќи се изградија, така да добро е. Добар ден, Аре. Добар ден, добри сте. Што правиш? Да се чуваме. Так. Колку е малечково, старо? Година и пол. Година и пол, а? Колку дечери имаш? 3. 3 дечери, а? Машки, женски? Машки сите. Вака да ми кажеш, кој ти се помили? Сите ми се били. Што те навери да останеш во село да живееш овде? Па, тука сме нашли екзистенција и тука. Што поработиш вака? Што работиш? Земјоделие. Што тоа? Тутун. Колку декари тутунче ќе садиш? 1 хектар. 1 хектар. Машала, овој не е малку, а? Не. Са вака да те прашам едно. За тутуну да се насади. Со што го садиш? Машински, рачно или како? Машински осадиме. Така. Господ ти дал 3 дечина, така? Како излегуваш на крај? Крпа на крпа. А кој е твоето размислување вака едно? Ти колку што години имаш? 31. 31 има твој има овдека Бекерево село и 40 каде фатиле. Има. И добро, што е ли што оти ти е неќе да се жена? Што е проблемот? Што е, немаш тијата? Ама еве да речеме кај тебе овој да речеме и Ја може сум се излаел, сум се прошен. Секој не се лаже така. Дали убаво овој човек колку има семејство? Човек е убаво да се, ама после кој се порожениш, после се тешко. Ама слушај да ти кажам едно. Овој по моје размислување. Овој човек вика старите од кој ќе сложени ќе биде домаќи, така е? Тежок е овој домаќилок тама? Тежок, ама рекам ќе се крпи. Домаќикава од кај ти е? Од Чашка. Од Чашка, како изгледа да дојде во село да живее овде? Ме виде убав. Убав беше. Добар ден. Арни сте ми? Арни. Така. Од Чашка, од град, село, така? Па така било пишано. Како е овој, те слуша домаќинов? Ме слуша. Те слуша, а? Слуша. Што овако овој че го поработуваш ти? Низ дома со деца. 3 деца. Так. Чувам деца и... Так. Кој ти се комши зарно во овдека?
Па има комши, тука, тетка Лена, чичко Блаже, чичко Миле, баба Раца, тетка Сара. Може ли да се живее во овој поселочак, во Лисиче? Може. Може, а? Може. Така. И како те зеде овој со сите салтанати, со свадба или Да. Така. Кај правите свадбата? Во Велес. Во Велес, а? И така се вратив на нивите дома си работам. Нормално еден лет да извадам колку да можам да си преживувам со мојата фамилија. Па јас имам моја земја негде околу 2 хектара која стварно не е за да се работи сета, има и риско 4-5 класа, риско планинско место дека е. И имам и 2-3 класа нешто кое што е обработено и тоа е помал дел, негде околу 4-5 декара. И работам орис и така, и нешто и под наем зимам, и со луѓето им плаќам и така натака, некако да обстанам, да изведам на парче лек. Па да кажам, ланската година работев негде 1 хектар под наем, али му плаќа по тоа, секој го знае, а може и некој да не знае, по 100 кила од декар орис. А на крајот, за мене колку ќе сработам, како ќе го сработам добро, толку ќе извадам. Дали по 700, дали по 800 кила, дали по 600, да кажеме, тоа е. Тоа е причината во овие села наши македонски што да речеме по Лисиче има 30 беџеви жени, да речеме паушално, по Ролевци има 10, во моето родно место во Илево 20, тоа не се жени. Са, слушај, женењето е тука проблемот, едно невработеноста, друго и по селата. Која од подолните село ќе дојде во селото Лисиче или па во Дреново или да не ги наречам и другите места. Дали Арлевци, дали Бањици, така натака. Секој гледа да биде во градот и така натака. Добар ден, домаќике. Добар ден. Здраво живо. Здраво живо. Еве, дојдовме овдека во твоја бабча овдека. Во твојо родно место, чекај малку камера, така? Да, за тие да сто. Така. Ова се расади за тутун. Ова е расад за тутун. Вака да ми кажеш овој. Колку леи расади имате садено? Имаме... Колку леи имаш расад насадено? Колку тутун овој ќе садиш ова година? Дали повеќе или помалку од минатата година и зошто? Ова е расад. Имаме 7 леи посеано тутун. Ќе садиме годинава малце повеќе, пошто мажот ми не работи, е стечаец, седи дома, па ќе ми помога. Инаку додека бев сама садев по 4 декара, сега ќе садиме 7. Може помалце повеќе. Колку ова ќе го минатата година тутун насади? Минатата година имавме 7 декара, а беше машински саден. И така, па извадивме 830 кила и ни го платија Центро Табак, Велес. Таму го предаваме тутунот. Ни го платија по 150 дена. Со се премијата и... Премијата беше башка. Колку вака... 45 денара премија. Топтан колку пари вака овој ставивте што се викаат на чекмеџето? Топтан 120.000 така нешто. Денари. И тоа беше повод? Ние беше се за живеачка. И тоа беше повод оваа година да насадите? Оваа година да насадиме и може и декар повеќе. Така. Сега, од која сорта ви е ова? Ова е сорта Прилеп. Тутунот. И така, 72-ка. Од Прилепот, 72-ка. И е по класивата некој. Така. Ти си родом од овде? Јас сум родом од Чашка, од населбата. Па сум мажена овдека во Лисиче, во селово. И добро си живеам. Цело време? И е добро. Цело време си тука? Цело време сум тука, 32 години. Овде во ова бабче што имаш, гледаме дека имаш
расадот, Па друго што? имам и кромпири, имам малце безелје, зелка, имаме фолијче, си имаме некој корен, патлиџани, пипер, кукузанц. Садиш Не кромпир, продавам. садиш компир, и зелка за напазар или само дома? Само за дом. Дали се е во парите човек да ги има во джебот или и пари се и тутунот и кромпирот, пиперките, патлиџањето? Пари е сето тоа, што си го имаш дома, се е пари. Што ќе си произведиш. Инаку парата мора да ја имаш. Ти треба и за дома. Му нема кај така? Да. Туку вака едно оде вигници го домаќинот, земи ги овие, како се рече го, овој најлоните. Да ги извадиме. Отие го, овој човек ќе стаса уште некој време за расадување. Уште една недела ќе садиме. Така, да си ги припремите, овој чуколчината, рече дека машински садиме. Машински ги садиме. Машината за садење, да ги повикате аргатите, и па вака едно. Овој ќе речам, кој ќе дојде време за садење. Ќе наминам да сме добрамисла, ќе ви помогна садење. Ќе може така? Важи, може. Ајде, бидете поздравени. Ајде, Следвачи полека натаму идизам. Така? Да. Ајде, поздрав. Поздрав.